Во кампањата 16 дена активизам против родово базирано насилство, која што се одржуваше изминатиот период под мотото "Стави крај на насилството и промени ја приказната", колегата Мартин Николовски разговараше со доктор Афродита Шалја, шефица на канцеларијата на Обединетите нации во Скопје во однос на причините, превенцијата и како да се пријави. Кампањата 16 дена активизам против родово базирано насилство се спроведува секоја година во партнерство со сите агенции на Обединетите нации, делегацијата на Европската унија во Македонија, мисијата на ОПСЕ во Скопје, понатаму меѓународната заедница, представници на владата, граѓански организации и многу други. Какво значење има кампањата генерално? Да се допреш на што по ефикасен и ефективен начин до самата популација. Оваа година, за разлика од другите години, иако заврши веќе кампањата, целта е да не се подига свеста само во текот на тие 16 дена, туку и после тоа, но во текот на 16 дена пристапот беше да имаме малку поинтерактивни настани. Значи настани во кои што ќе учествуваат и самите граѓани а со тоа и во менувањето на свеста и на однесувањето на граѓаните. Поконкретно, настаните обично до сега биле во една насока, значи повеќе се зборувало за тоа од страна на тие што сакаат и се стремат да ја подигнат свеста, а оваа година имаме учество и од страна на со примена на методологии различни. Една од тие е форум театар, значи поставувајќи ги различните видови на насилство како представи, се вклучува и публиката во изнаоѓање на решенија, значи со тоа се менува полека и наративот, а самиот слоган на кампањата е "Промени ја приказната, стави крај на насилството". Каде може да се бараат причините за насилство и како може да се превенира? Причините за насилство се повеќе кратни. Прво, свесноста прво препознавањето на насилството. Значи, што е тоа што не сме и не е дозволиво да се случи и од страна на сторителите и од страна на жртвите на насилство. Најчесто тие се резултат на едно различно разбирање на улогите, значи кога зборуваме за родово базирано насилство, на родовите, значи на мажите, на жените, која е нивната улога, кои се нивните права исто така и тенденција кон нарушување на тие права. Значи тие се длабоко вкоренети во однесувањата на луѓето и тие се пренесуваат генерацијски. Значи, насилство има нула толеранција за насилство и тоа е една од целите на Фондот за население на Обединети нации, но добриот и одговор на системот е превенција, затоа што истите сторители во различни контексти, во други држави, каде што има функционален систем, многу функционален систем на одговор при насилство, има и подобра превенција. Значи, тие исти луѓе нема да се осмела да направат насилство во средина каде што функционира системот. Колку законската рамка дава можности да се санкционираат сторителите и да се превенира родово базирано насилство? Законската рамка во нашата држава е прилично солидна. Значи, ние имаме законска рамка која што апсолутно препознава различни форми на насилство, а тоа е насилство од економско, психолошко насилство, физичко насилство, сексуално насилство. И сите овие се прилично застапени, дури некои се во многу поголема мера него што сме ние свесни. А тоа што е во голем пораст сега е насилството кое што се случува преку онлайн насилството. Значи, со самиот развој на информатичката технологија и на начинот на комуницирање расте и тоа. Сите овие насилства се препознаени во законската регулатива. И сите тие се санкционирани. Дури во кривичниот законник се криминализирани насилствата. Меѓутоа, тоа што треба да се зајакне во државата,
уште само да напоменам пред да дојдам до она што треба да го подобриме кај нас, е што нашиот закон е за законот за спречување за превенција и спречување на насилство врз жените и семејно насилство е апсолутно усогласено со Истанбулската конвенција, која што е стандард и поставува го поставува правилото како ги поставува правилата како треба на насилство да се превенира и како да се одговори. Значи, имаме одлична законска регулатива, многу е битна координацијата помеѓу различните чинители, затоа што едно насилство секогаш треба мултисекторски да се адресира. Без разлика жртвата, каде ќе настапи, дали таа ќе се јави прво на лекар, дали ќе се јави прво во полиција, дали ќе се јави во центар за социјални работи. Значи, зависи што е типот на насилството и каде она прво ќе стигне, треба целиот систем таа жртва да ја згрижи. И она што кај нас треба да се подобри е прво препознавањето и секој од нас и како сведоци на насилство и како учесници или жртви на насилство треба имаме значајна улога во реагирање при таква состојба. Која е улогата на УНФПА во оваа област и која е пораката која сакате да ја испратите на крајот на овој наш разговор? УНФПА, значи Фондот за население при Обединети нации е агенција која што во своите стратешки, една од 4 стратешки глобални цели е ставање на крај на сите штетни практики, меѓу кои што спаѓа и родово базираното насилство. Значи, нас ни е тоа глобална цел. Тоа што е значајно и што ние правиме во државава, работиме секако во партнерство со клучните чинители, тоа се владата, пошто владата во еден систем на човекови права, државата е таа што треба да обезбеди, да ги овозможи уживањето на правата на уживателите. Значи, апсолутно е обврскана на државата тоа да го обезбеди. УНФПА работи на зајакнување на системите за превенција и за одговор. Значи, сите интервенции што се прават заедно со партнерите, под водство на државните институции, во соработка со сите други чинители, како и сами што рековте, граѓанскиот сектор и така натаму, затоа што сите имаат значајна улога. Меѓутоа, оно што е битно е мултисекторски одговор. Значи, една жртва, ако е повредена, преживела физичко насилство, таа има потреба од психолошка поддршка, има потреба од правна поддршка, има потребна од заштита. Значи, многу е значајно целиот систем да се активира. И тука ние работиме со нашите партнери, со тоа што се трудиме услугите, значи работиме заедно, услугите да бидат одржливи, за да можеме и ние на една земја која што е на нашето ниво да може да пружи услуги за жртвите. Воедно работиме паралелно и на подигнувањето на свеста, затоа што многу насилствата не се ни пријавуваат, не се препознаваат, како што реков и на самиот почеток. Пораката што сакам да ја пренесам до сите е дека секој од нас во нашите сваќања треба да знае дека треба да има нула толеранција за насилство, за било какво насилство, поготово за родово базирано насилство. Дека насилството треба активно сите да се вклучиме, да го превенираме и да дадеме соодветен одговор. Само така можеме да изградиме општество кое што во кое што има многу низок степен или еднаков на нула насилство. Така да ги повикувам сите активно да се вклучат, да го препознаваат, да го пријавуваат, да превенираат и да почнат да ја менуваат свеста околу тоа што значи насилство и како тоа не сме во никој случај да се случи. Ви благодарам за разговорот.